Добар ден, мајко. Дал ти Бог добро, синко. Како денеска, како си помине? Како и секој ден. Ни поредно, ни полошо. Трпана кај? Тука е. Има работа нешто. Низ куќа, по дворот, тука е. Да не акнала па по селова да си ја бара белјата. Не, тука е, ти кажам нешто. Тука е, кај е тука? Еве, ти реков дека е тука. Си дошол денес порано, а? Јас не поранив, туку ти задоцни. Кај беше? Имав работа зад куќи. Добро, ајде, клај ми нешто да јадам, гладен сум многу. Ајде, става. Веднаш ќе става. Така. Убаво, невесто. На здравје, синко. Здравје да имаш, мајко. Трпано, врати се назад. Кажи домаќине. Кој е на умирање денеска? На умирање? Никој не е на умирање, фала му на горниот. Сите се живи и здрави. Ова лепчево, за кого го завитка? Ова? Тоа е... За баба Стоја. Амори, невесто. Те гледам баја ги време кај ги правиш овие работи. И се сакав да ти речам, ама не ти реков да не помислиш дека јас имам лоша мисла. Не, немам лоша мисла. Ама ова што го чиниш... Сама е, мајко, сама е. Постојано ја гледам како се влечка во дворот. Сака да извади вода од бунар, а не може. Амори, Трпано. Шо се грижиш ти за неа толкова? Таа си има своји деца. Не. Си има домаќини, ама тие си имаат некоја работа. Имаат работа, а ти немаш работа. Хајде, оди, хајде. Хајде. Чим се решил, хајде, оди, хајде. Веднаш ќе се врати. Хајде, оди. Што правите? Арни сте? Арни сме, Трпано. Арни сме. Фала му на Бога. А ти? Да не се жалам, сите сме здрави и живи. Гледам, си чините разговор. Трпано, што имам да ти кажувам. Да знаеш колку имам да ти кажувам. Прекуглава ми е. Прекуглава од сите. И од деца, и од маж, и од свекор, и од свекрва. Довде ми е. Душата низнос ми е ваѓаат. Душата низнос ми е... Еве со Милка 2-3 збора. Токму сега и кажував за поголемиот ми син. Го знаеш, нели? Да. Ама едно непрокопсано што е. Едно лошо дете, жено. Душата ми ја изваде. Милке, биди среќна да е жив и здрав. Со годините ќе му дојде маката. А со маката иде и умот. Што убаво ми рече. Ја слушна? Многу била умна. Тоа е од Бога. Умот ти сече како на старица. Ја виде? Ти кај си тргнала ова време? Ќе одам до чаршија, имам некоја работа да ја завршам. Ако да? Во ова време в чаршија? Ајде посеј со нас да помуабетиме. Одмори се. Ако, нека оди. Нека оди. Друг пат ќе си помуабетиме, а сега морам да одам затоа што доцна е. Арно. Ајде, останете ми живи и здрави. Ајде. Ајде, со здравје. Ај, со здравје. Што мислиш, кај оди? Неќам лоша мисла да имам, ама ова пака и некој болен оди.
Душичка, душата ѝ е таква. Зарно за лошо да се најде. Да направи убаво. Да им помогне на луѓето. Абе се. Арна. Туку доста затрпана. Дај јас да ти кажам за мојава свекрва. Леле ламја седмоглава. Една уста чорапа не знае да ја затвори. Една уста погана не знае да ја затвори. А мојана да ја видиш. Добар ден, баба Стојо. Како си ми денеска? Ќе врне. Ке врне, баба Стојо, ке врне. Кажи ми, како си ми денеска? Чедо да си ми живо и здраво ти. Туку јас не чинам. Не. Туку... Ај да не се жала ми се најде во макава. Што ми принесе нешто да къснам. Господ здравје да ми ти даде, Керко. Дамна јас Богу душа ќе му даде. Дамна да не беше ти. Баба Стојо, сега јас ќе ти поможам, а утре кога ќе дојдат твоите ќе ти биде полесно. Керко, да си ми жива и здрава ти. Од моите јас дамна кремав раце, а и тие од мене, Керко. Имаат работа, баба Стојо. Млади се. Имаат работа, имаат. Сега јас ќе си заминам, а утре пак ќе дојдам да те видам. Ако, Чедо, ако. Оди, Чедо, оди, ти имаш куќа за гледање, оди да не ми те караат. Ако, Чедо, оди. Нема кој да ме кара, баба Стојо. Еве, ти донесов троа лепче да каснеш, гледам имаш и водичка. Имам, Керко, имам. Да си каснеш, а јас утре пак ќе дојдам да ми те видам. Остани ми со здравје, баба Стојо. Господ да ми си дај здравје, Керко. Да имаше поичко вакви на светов, немаше болка да има сега.
Ти си, мајко? А што се забави толку трпа на мене? Не е толку далеко? А? Не знам. Не знам. Не е моje да се мешам. Ама... Што? Ке се мешам. Ке се мешам кога не знаеш да земеш едно дрво. Што те мори, мајко? Какво дрво? Колко има збор? Што ќе ти е дрво? Со зборови се разбират луѓето. Ако има збор, зборувај. И што да изборувам? Ова што го прави таа е за зборување, не за молчање. За зборување. Не чини. Не чини. Некој ќе умре, таа трча прва да помага. Некој ќе се поболи, трча со понада. Дете ќе се роди, трча прва, треба нешто, не треба јас. Не знам што да кажам сега. Ниту е да се лудиш, ниту е пак да не се лудиш. Ке и се смеат луѓето. Ама ништо лошо не прави за да и се смеат, мори, мајко, таква е душата, тој од Бога. Што има тука лошо сега? Знам. Немој така, ти се молам. Знам, така е. Така е, еве, и јас не знам што да кажам за оваа работа, не знам. Ма и јас не знам ти што сакаш да кажеш со оваа работа. Тодуша и мене ми е преку глава, ама што сега? Што да правам сега? Не знам што да кажеш. Не знам, ниту јас не знам. Ко се размислам така малце подлабоко, мислам, ништо лошо не прави, мори, мајко. Чиче, да не ти арно, а? Што си легнал на земја каде што не е место за лежење, а? Ништо не ми. Сакам само да се одморам. Да се одмориш на оваа влажна и студена земја? Ајде, подкрени се да те наместам. Ајде, Чиче. Остави ме, сакам да умрам. Оти и душата не ме крепи веќе. Еми, ако ти дошол крајот, сакаш насокак да остави својата душа? Ајде, подкрени се да те наместам. Не, остави ме. Слушај ме, Чиче. Јас ќе одам и брзо ќе се вратам. Вети ми дека ќе ме чекаш. И да не сакам да те чекам. Ќе те чекам. Оти и така нозите не ме крепат. Веднаш ќе се вратам, Чичко, веднаш. Чекај ме. А сната каде ти е? Тука е некаде.
Тука е, ја во изба, ја низ двор, тука е. Ама чекай, тука или пак фатила кај некој болен? А може и да фатила, може. И изборувам јас да се прибере. Ама не сака да ме слуша. И на синот му реков, прибери ја му велам, ама и тој како неа. Не сака да разбере. Треба да ја приберете. Зашто инако ќе ви се смее светот. Така да знаеш. Еве. Да. Здраво живо, тетко. Здраво живо. Како си ми? Благодарам, добро. Каде беше снаа? Бев кај баба Стоја да ја видам. И како е баба Стоја, добро? Троа поарна. И однесов малку од погачата да касне. Убаво. Арно. Клаја печерата, време е, ај. Мајко, јас ја кладов водата да се грее. Аха. Имам една работа, одма ќе се врата. Аха. Одма. Имаш една работа, Да. пак ли некој паталец те нагази, јасно? По патот сретнав еден човек, лежеше на мокра и студена земја, па си мислев да му поможа малку. Так. Аха. А како да му поможеш? И што му правиш? Да му дадам, ете, малку лепче, да го покријам и ако може мајко да го приберам во плевната. Греота е. Во плевната, Не може. Не може. Оди, најади го, покри го, спастри го, ама во куќата и околу куќата не може. Разбра? Како ќе кажеш, мајко? Разбрав. А сега може да одам? Оди. А ти кажеш за куќата. Снао? Ела? Кажи, мајко. Видов едно куче умрено, она му горе има, па греота е незакопано да остане. Да земеш една лопата да го призакопаш, А каде е тоа, мајко? Па погорно сокаче, ќе го видиш, ќе поминуваш од таму, ќе го видиш и да не сакаш, ќе го видиш. Добро, мајко, ќе поминам и таму. А кога ќе се вратам, вечерата ќе ви биде намаса. Ајде, јас одам. Ајде да не пукнеш. Кај се сети за тоа пусто куче? Па се сетив. И што мислиш, Ќе го закопа кучето? Ќе го направи тоа, Ќе го направи. Вистина. Ќе го направи. Може ќе се попричува да не ја види некој, ама ќе го направи, ќе видиш. Ме лути се Божје чедо што доаѓаш тука. Ти дошол редот
А ти дошло и времето. Не се лутам јас, што ќе го напуштам долниот свет. Туку се плашам, што ќе ме најде тука горе, Свети Петре. Никој кој е праведна душа не треба да се плаши да дојди на овој свет. Ќе го отвориме тефтерот и ќе видиме што има, што нема. Нема. Зошто да читаш, Свети Петре? Јас, како ќе ти кажам? Така ќе биде. Јас, в мојот живот, никому ништо лошо не сум сторила. Лоша мисла сум немала. Да видиме. Еве, тефтерот вели дека никому ништо лошо не си сторила. Ти реков, а јас, дедо Петре, дека е така. Сега да ми најдеш едно убаво место во рајот. Те гледам дека си за таму. Ама и таму не е секаде исто. И таму има убаво и уште поубаво. А какво е тоа убаво и поубаво? Арно, Чедо, чекај да видам убаво уште еднаш што пишува во тефтерот. Така, тука не пишува дека си направила нешто лошо. Вистина, така е. Ама да видам сега дали си направила нешто арно, нешто убаво. Ајде да видам. Тука не пишува дека си направила и нешто арно, нешто убаво да си направила, не пишува, ете. Јас доброто сум го сторила со тоа што никому ништо лошо не сум сторила. Малку ли е тоа? Не е малку, ама не е ни многу. Да видам, така. Затоа таму има место за арно, ама има и за многу арно. Има луѓе кои не направиле лошо, ама не направиле ни добро. Тие ќе си одат на тоа понеубавото место, а тие што направиле добро, тие ќе си одат на она поубавото, поарното место. Чедо, ами не смеам да те пуштам таму кај што е таа да ја видиш. Бидејќи таа си е таму кај што треба да биде. А ти си таму кај што ти треба да си бидеш. Те молам, дедо, пушти ме да ја дирнам малку. Да ја видам само малку. Не. Ти кажав дека тоа не бидува, дете. Ти ќе дојдеш тука кога ќе ти дојде времето. Ти нема што да бараш тука, што да помагаш тука. На тој свет, кај што си ти, има многу маки, многу страдања. Таму треба да помагаш. А кога ќе ти дојде времето и редот, тогаш ќе си дојдиш тука. Тогаш стори барем настан да ја видам и да ја прашам. Да ја прашам нешто. Спи, Чедо.
И чекај. Си смилостиви, Свети Петар, мајче. Сакам само да те видам и да те прашам нешто. Само на тебе мислам. Спи си мирно, знам. Убаво е овде. На сите има по една голема трпеза. Полна со јадење. Некои се полни, некои имаат помалку, а некои пак се празни. А твојата, мајко? Мојата е празна. Се ми е убаво овде. Само трпезата ми е празна. Ја видов и твојата. Убава голема трпеза, полна, преполна со убави, преубави јадења. Оди, мајко, оди земи си од мојата. Немој да седиш гладна. Отидов, Кирко. Застанав до трпезата, пуштив рака да си поземам, ама не бидува. Не можам. Ама зошто, мајко, да не бидува? А кога јас ти велам, земи си. Не можам. Не бидува. Затоа што до твојата трпеза седнало и седи кучето што го закопа. И ја чува трпезата. Не дава никој ништо да земе од неја. Чуден сон.